Наредните минути ги посветуваме за добра музика. Мерак Чалги се група млади образовани луѓе кои што години наназад го негуваат речиси заборавеното чалгиско пеење и свирење. Нивниот репертоар се состои од најпознатите македонски чалгиски песни или мераклиски, што би се рекла. Од песните, прикажувањата, фотографиите. Знаеме дека во Македонија, доколку сакале да покажат голем мерак, голема љубов или приврзаност, луѓето повикувале чалги да им свират. Тука биле некаде и пајтоните, ама тие не се предмет на интерес во оваа приказна. Чалгиите ни го заскокотка интересот затоа што кај нас веќе, речиси и не постојат групи кои се посветени само на чалгаджиската музика. Зборот чалгија значи музика, свирка, а во македонската музичка традиција чалгијата се поврзува за конкретен состав од музичари со специфичен инструментариум кој исполнува староградска музика. Токму таков музички состав е и групата Мерак Чалги. На канон свири Филип Михајловски, на ут Оливер Настовски, на виолина Иван Божиновски, на кларинет Тасо Иоану и на тарабука Шериф Мустафа. Заедно свират 3 години. Нивната музичка продукција ја сочинуваат многубројни чалгиски песни, но 3 ора и 8 песни се професионално и студиски обработени и чекаат некој ден носач на звук. Предадени се со срцето и со душата на македонската чалгија и од тој пат велат нема скашнување. Првата илјада конче си купи премјано, втората илјада узна за конче јагне премјано, пиле шарено. Многу ви благодарам што за нашата утринска програма изведовте една прекрасна песна, се вика 3 години. Море 3 години Стамбол го шетав. Како сте? Добри, благодариме. Толкав мерак имавте по чалгија и заради тоа ја крстивте така и групата? Точно така. Нас не спојува за едничката љубов кон чалгиската музика. Сите свириме истовремено некои други видови на македонска народна музика, меѓутоа се најдовме токму во чалгиската музика, како заедничка наша преокупација и љубов. Ајде да изнаеш паметиш милице, кога си бевме малечки ден. Ова е во Македонија музика која ретко кој ја негува.
Каде го учеше канонот? Па, јас појавив љубов уште како мал на ова чалгиска музика и канон ми почев да освирам во средното музичко, во насоката за традиционална музика и игра. Таму почев со првите часови. Канон го порачав од Турција И веќе и почев да го работам, да го вежбам. аут? Ут исто јас почнав со нижо музичко, со хармоника познати инструменти, но средното музичко ми беше предизвик да почнеме да учиме традиционални инструменти. Потоа се појави и чалгиските инструменти и така да тогаш се запознав и со утот како инструмент кој јас почнав да го свирам и од тога се дружиме. Значи, ете, може има 10 години. Која е спецификата на чалгиската музика? Спецификата би може да кажеме дека се ориенталните орнаменти во свирењето. Тие до скоро не се учеле во образовниот систем музички. Од неодамна во Штип се отвори катедра за чалгиска музика, тука се изучуваат кларинетот и виолина како чалгиски инструменти, иако се нели западно класични инструменти во склоп на чалгијата, а исто така и утот и канонот. Тоа е многу добро за продолжување на ова музичка традиција. Инаку се работи нели за македонска традиционална музика, но со така малку ориентална една специфика. Кој е вашиот репертоар? Што свирите? Па претежно репертоарот го бираме пред се старата чалги од македонската радиотелевизија ни беа репер за започнување, може, пошто и таков вид на состав сме, но потоа нормално се запознававме и со песни од сите региони. Така да песните ги бираме и според регионите, например имаме песни од Охрид, од Струга, од Тетово, од Велес, од сите градови каде што содржала една чалгиска традиција. Има ли разлика од регион до регион во музицирањето? Има, значи има и во составот на инструменти, може има и во специфика на орнаментиката на свирењето, но ние ставаме една база каде што чалгијата да искочи баш во овој вид на состав. Кои се инструментите без кои не може чалгијата? Па овие се баш тие инструменти Значи, што ова е групата е класично чалгијата, да, правите инструменти што ниедна чалгија не може да функционира без овие инструменти. Без ниеден инструмент, Да, тоа и од тоа овој. значи пун состав е овој. Марие млада, небеско. И на што работите сега? Најчесто работиме, значи спремаме нови проекти. Сега сме преговори, нема да откривам, спремаме некои нови проекти. Така да најчесто гледаме да најдеме нови песни и да ги обработиме. Така да секогаш сме еден чекор, бараме нешто ново да ископаме. Цело време во движење сме, во движење. работиме по нешто, така е. Покрај тоа свириме и приватни забави, се трудиме нешто малце. Сакаат ли луѓето да слушаат чалгија? Па сакат, имат појавено голем интерес од и младата страна и постарите луѓе. Интересно им е зашто пак се нема видено ваква група да се појави дали во кафана, дали на телевизија. Интересно гледат на нас и како млади, и како ретка музика. И како фиданки. Да. Фиданки сте вие на она стара македонска чалгаџиска музика. Јас сум многу среќна што ве запознав и што гледам дека има надеж за таа убава чалгиска музика и сега за моја душа една песна чалгиска, ај некоја од Струга, да кажеме. Ајде што ми е мило им драго на Струга Дуќан да имам, ако може да ја отсвирите. Секако ќе се потрудиме. Ви благодарам. Hvala.
duga duća da